им се радува на утрата и на секој ден, па наместо морам, секогаш вели сакам. Во предизвиците за умот и во секој ден влегува со нова позитивна енергија. И така 43 години. Толку е и во јавниот сервис. Тоа се 43 години ентузијазам, работа и посветеност. Деновиве се заокружува уште една успешна професионална кариера. И еве ни ја нашата Мирјана Василева на Утринска дружба. Добро утро, Мира. Добро утро, драга Лидија. Драго ми е што успеа на некој начин во краток опис да ја најавиш и твојата многу популарна емисија Наутро на кафе за утринска програма, во која што ќе ми биде многу лично задоволство да разговарам со тебе, како моја колешка, и како дел и од надворешната политичка редакција, која заедно работевме многу години. Мира, еве ни можност надвор од редакцијата, релаксирано овој понеделник да си го испием утринското кафе. Со задоволство. Јас кажав новинар, репортер, уредник, 13 години дописник од Хрватска, специјалист за меѓународна ерно размена. Каде е Мирјана своја на своето? Низ годините, ако се навратиме ретро, многу е со задоволство да констатирам дека со развојот, бидејќи сум исклучиво информативец на македонската радиотелевизија, како што и ти ги наброја сите овие процеси, како растела телевизијата, која што сум као новинар, ето искуството го дозволува тоа, да започнеш да студираш во Загреб на политички науки, да работиш како волонтер или да го стекнуваш новинарското знаење во неколку информативни зданија на Весник, Вечерни лист, тогаш Радиотелевизија Загреб, да продолжиш во македонската телевизија, тогаш Радиотелевизија Скопје, и да го преживееш својот професионален растеж во два система. Ние сме родени во еден политички систем, сме ги почнали првите почетоци своите информации во некогашната Југословенска државна заедница, каде што сме ги следеле сите процеси, па и до самиот распад, и да продолжиш во еден нов демократски амбиент, во кој што секогаш во центар не била македонската телевизија, нашата држава, вклучувајќи ги сите процеси од почетокот на големата желба мојата земја да се најде во Европската унија, евроатлантските интеграции, каде што си ти сведок, годините од 3 децении се многу да ги евидентираме тие и радозни и тажни понекогаш и за професионалниот век на нашето сеќавање во колективната меморија, затоа што секако и понатаму, без оглед на тоа што завршува работниот век во пежиотивна смисла, сепак новинар останува новинар. Јас кажав 13 години дописник од Загреб, од таму можеби и прекарот те познаваме како нашата Штефка. Ако се земе во биографијата на македонската радиотелевизија, еден период таа ги возобнови сите дописништва во јавните сервиси во поранешна Југославија. Секако таму се најдов и како изненадувачки што се случи и кога бликна крвавата дезинтеграција на тогашната државна заедница и во одеднаш се трансформираш во воен известуваш, додуше сите бевме и исплашени и не знаевме што понатаму во смисла на тоа дека почна оружјето за Зоецка. Со време моите извештаи пристигнува во мојата куќа, каде што благодарение тогаш се распадна Југословенската радиотелевизија, тоа начинот на како комунициравме во размена на тие видеа. Еден од најтешките моменти ми беше кога заедно со колешката од Словенија, Тања Старич, сакавме да направиме обид во нашите известувања секојдневни во тие воени денови, каде што не сакајки или сакајки во некој момент се најдовме заробени неколку часа во така наречената српска САО крајна, каде што не беше војската на ЈНА во тој период, меѓутоа беа други групи вооружени, во кои што беше непријатно да се преживее во тие моменти на страв, меѓутоа се успешно се заврши, меѓутоа за мене најтешко остана таа вечер почина и татко.
така да не успеав да му дојдам на погребот, во кој што е еден од тие црни моменти во сеќавањата на мене и на мојата фамилија. Мира, од денешен аспект, кој е најголемиот успех во богатата новинарска кариера, а кој е можеби грешка или нешто што можеше и поинаку да се направи? Како новинари, каде што и ти си сведок и моите колеги од информативната програма, бидејќи еднаш информативец, секогаш информативец. Низ развојот како се трансформирала и се напредувала оваа јавна телевизија, сега бидејќи сепак работиме во еден медиум кој што навистина е ставен во докажувањето и во битката за јавниот интерес, во услови кога имаме милион портали кои што само се наметнуваат со многу и лажни вести, дезинформации. Јавниот сервис за мене останува вистински, бидејќи ги следи предизвиците во интерес на своите телевизиски содржини, сепак да работи во интерес на јавноста, па и на младата генерација. Само да напоменам дека, како претходно што и ти најави, проектот ЕРНО, Евровизиска размена на вести, е проект кој што функционира со 12 јавни телевизии, секојдневно на пазарот на вести на Женева. Тоа не е Евровизија што е поврзана со Евросонг, меѓутоа тоа е таа политичка информативна размена. И сега кога се случи официјални податоци се тоа, кога се случи и ова пандемијата двогодишна, каде што концентрацијата на вести беа исклучиво во таа насока, службените извештаи од Женева, каде што и центарот на Евровизија кажаа дека и Македонската радиотелевизија кој јавен сервис, според нивните податоци, вклучувајќи ги и видоизменетите содржини во однос на јавното здравје, како и другите јавни телевизии во цела Европа и светот, ја одиграле улогата во корис на јавноста и јавното здравје, што за мене лично и особено ми беше драго, бидејќи покрај и сегашните актуелности на вести, Македонија запознаваат во целиот свет. Што ми е драго што тоа го дозволува и нашиот менеджмент, бидејќи ние сме равноправна членка и на Евровизијата, која најавува многу проекти за идните генерации да влезат во новата технолошка промена, во нови платформи, во кои што можат и тие да го дадат свој допринос, ето како понуди колегија, али кој што ги интересира новинарството. Има сила и волја да работи уште. Новинарка жива енциклопедија. Жена со големо срце, што секогаш знае на човечки начин да се справи со предизвиците. Ова нека биде неизина ода на радоста. Еве што и порача тие со кои помина дел од работниот век. Она што од секогаш ме импонирало кај Мирјана Василева е нејзиниот ентузијазам. Таа се однесува кон новинарството како сега да почнува, а не како да поминале долги години работен стаж. Она за што и честитам е што како лавица се бореше за ЕРНО мрежата, се бореше секогаш од Македонија кон светот да зрачат вистински информации, да зрачат афирмативни информации за Македонија, така што постоењето на ЕРНО како регионална мрежа и ЕРНО во Македонија е голема заслуга и на Мирјана Василева. Јас си пожелувам долги пензионерски денови, години, и ова пред се треба да биде обраќање како ода на радоста, а не како ода на плачот, заради тоа што е навистина за голема радост човек да доживее пензија и при тоа секогаш да биде на врвот на својата кариера и да си замине во пензија со бел образ. Во една таа долгогодишна кариера Мира Василева навистина покажа што значи да се знае да се работи во
оваа дипломатска сфера во надворешната политика, бидејќи во надворешната политика, што обично се смета како врв на телевизиското новинарство, навистина можеш да направиш компилација на информации, можеш да ги споредиш изворите и секогаш да дојдеш така до таа вистина. Мира Василева тоа го постигна во својот долгогодишен стаж и јас ќе кажам само една работа, дека новинарот никогаш не престанува да биде новинар, тој секогаш ќе пишува, секој ден морате да напишете една линија, една црта, една вест, за да можете да се докажете дека сте навистина новинар. И Мира Василева тоа знае да го направи. Ти како уредник на информативна програма, мене ќе ми испратиш во пензија. Овие беа зборовите од време на време и на вистина испадна така и покрај продолжувањето на работниот стаж. Ако треба една плодна кариера од повеќе од 40 години да сместам во два збора, тоа се професионалност и работливост. Мира Василева е жива енциклопедија, сведок на настаните во самостојна и суверена Македонија, но сведок на настаните и на југословенските простори предходно. Живееше со новинарството, нудеше прилози за светски настани до последен ден, направи интервју за време на годишниот одмор што го користи пред пензионирањето, праќаше материјали во странство, едно од незините главни преокупации во последниве години, сакаше настаните овде да бидат видливи, многу видливи и во Европа и во светот широко. Не сакам за нејзе уште да зборувам во минато определено свршено време, затоа што со Мира не се знае никогаш ништо. Може да се јави пак за нешто, а ќе се јави и за песна, затоа што освен новинарското, непресушно во неа е и боемското чувство. На која е Мирјана кога ќе се изгаснат камерите и рефлекторите во студиото? Сака да се дружи со пријателите, каква музика слуша, има ли некоја хоби? Па во моментот се радувам што ја очекувам групата Вајсник, затоа што ке пристигне во Скопје, во однос на сите тие изолации на годините, ја сака музиката. Се занимавам и со научно-поетска истражувачка работа на многуте наши македонски дејци, бидејќи самата актуелна ситуација што не наметнува во моментот, ме навраќа ето да разговараме и со еминентни надвор од Македонија експерти, македонисти, кои што се занимаваат со делата на нашите дејци од минатиот век. Така да што контактирам со повеќе наши луѓе кои што работат на факултетите филозофски, во кои што имаат отворено и македонски катедри, каде што интересот за учување на македонскиот јазик од страна на странски луѓе ги привлекува секоја година се повеќе и повеќе. Особено во Хрватска, например, и во Слојна по смртта на Тоше Проевски, кој што преку неговите песни сакале да го научат и македонскиот јазик. Ето, например, инаку ги следам и сите настани што се случуваат, ја сака музиката. Ми е жал што ме напушти оваа година еден мој драг пријател, долгогодишен Аки Рахимовски, кој што благодарение на него ја запознав тогашната школа, на рок школа на Словенија, на Хрватска, на еминентните хрватски пејачи, кои што и ден денес и со моите многубројни пријатели од Загреб, кои што завршија моја генерација, се на најразлични видови на својата функција. Комуницирам, сакам да комуницирам и се радувам на секој ден во кој што секој изражувам благодарност и на телевизија. Оние кои ја познаваат Мира, знаат дека таа многу убаво пее и е љубител на убавите црвени вина. Ниедни наши приватни и професионални дружби не можат да се замислат без твојата песна. Да. Од малечка, кога сум била, секојаш пред мене предизвикот бил со моите уште две сестри, кои што исто се надарени со убав глас, да приватно репродуциравме се оно што беше убаво за песна, да се запее
На крај крајва и тоа е најубавото нешто, кога со добра надеж, љубов, а и со убава песна, да го искреирате понекогаш убавите моменти во приватниот живот. Силата и волјата и натаму нека ти бидат сопатници во наредната фаза од еден помирен живот без стрес и благодарност што ова утро беше гостин на Македонија научи. Ти благодарам многу, Лидија.